Во соопштението се вели: по сознанијата за непријатните состојби во фудбалскиот клуб Осогово и настаните на стадионот, а за смирување на страстите и изнаоѓање решение, градоначалникот на општина Кочани Никола Чоилиев со тим од општината и советот на општината побара средба со одговорните во клубот, на која беа отворени сите прашања поврзани со актуелните состојби и функционирањето. Едно од главните беше финансиското прашање, при што се разгледуваа ингеренциите што ги има општината во финансирањето на спортот. По разговорот со раководството, а со цел да ја слушне и другата страна, Илиев побара средба и со представници од ад-хок телото. Впечаток е дека станува збор за две различни, крајно спротивставени гледања на работењето на клубот и на инсистирање на градоначалникот Илиев се побара компромисно решение за да може клубот да продолжи да функционира. Состанокот заврши со предлог ад-хок телото да делегира еден член во управата со цел да се овозможи функционирање на Осогово до крајно решение. Се очекува оваа иницијатива да биде разгледана и предлогот да биде прифатен. Веднаш по ова до редакцијата на телевизија Кочани пристигна уште едно соопштение од управата во оставка, во кое се вели: почитувани љубители на Осогово, управниот одбор си поднесе оставка до градоначалникот на општина Кочани на 6 ноември и за нас е неприфатливо формирање заедничка управа. На представникот на семените и на ад-хок телото Венко Крстевски му порачуваме итно да достави записник со 9 членови со матичен број и подписи и со целосно преземање на градскиот фудбалски клуб Осогово, како и да достави план, програма и цели за понатамошно работење на клубот, а ние ќе ги направиме сите промени во централниот регистар.